Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате 52 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 9 во Тетово. Ќе се вршат вонредни скрининзи во Тетово и околината. Болницата во Гостивар од оваа недела почна со закажување преку Мој термин, прегледи и контроли според препораките. Нови 52 случаи на COVID-19 во земјава, од кои 9 во Тетово. Министерот за здравство Венко Филипче уште еднаш апелираше да се почитуваат мерките, бидејќи тоа е единствениот начин епидемијата да се смири и животот постепено да се врати во нормала. Порасна бројот на новозаразени од COVID-19 во земјава. Нови 52 случаи се регистрирани во изминатото деноноќие, од кои 9 се во Тетово. Институтот за јавно здравје пак регистрира и 30 оздравени пациенти, од кои 10 се од Тетово. Министерот за здравство Венко Филипче ги соопшти најновите податоци на денешната пресконференција. Во последните 24 часа направени се 661 тестирање, потврдени 52 нови случаи на пациенти позитивни на COVID-19 вирусот. Во Скопје 26, во Куманово 6, во Штип 7, во Тетово 9, во Струга 20 пациенти и по 1 во Велес и во Кочани. Излекувани 30 пациенти, во Скопје 16, во Тетово 10, во Велес 1, во Охрид 20 пациенти и во Кратово 1 излекуван пациент. Министерот предупреди на непочитување на мерките, нешто кое загрижува, рече Филипче. Тој истакна дека будно ќе се следи ситуацијата во следните неколку дена, па доколку бројката и непочитувањето на мерките растат, ќе се размислува и за рестриктивни мерки во одредените места во земјата каде што бројката на нови пациенти секојдневно се искачува. Сакам јасно да порачам дека повторно ќе воведеме рестрикции таргетирани и локализирани на некое место согласно бројот на новодиагностицирани или поинакви, ако епидемиолошката состојба тоа го наложи. Утрово на состанокот на Комисијата за заразни болести тоа го дискутиравме, ќе ги анализираме податоците, бројките и од следните денови во текот на викендот и врз основа на тоа ќе ги носиме одлуките. Во моментот, заради стабилната состојба на здравствените капацитети, локализираните и познати кластери, се уште нема потреба за тоа, но повторувам, будно следиме и ќе носиме одлуки доколку треба, ќе воведеме повторно такви мерки. Сакам да потсетам дека ги олабавивме рестриктивните мерки, се укина полицискиот час со јасна порака за задолжително почитување на сите превентивни мерки за лична заштита. Тоа го прават сите земји, тоа е единствениот начин за излез од оваа криза. Ние не може да живееме вечно затворени со затворени граници и со рестрикција на движењето, и одговорноста за враќање во нормала сега е на секој граѓанин на нашата земја. Жал ми е што има луѓе што ова не го разбираат, заради тоа што ниту ние во Министерството, ниту епидемиолозите, ниту било која државна институција не може сама да се справи со овој проблем. Огромна одговорност има на граѓаните. За жал, регистрирани се и 4 починати лица, од кои една пациентка од Тетово на возраст од 55 години. Вкупната бројка на диагностицирани лица со COVID-19 во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2129. Бројката на оздравени пациенти е 1516, на починати е 126, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 487. Вонредни скрининзи на населението ќе се прави во местата во Тетово и околината, за кои се сметаат дека можат да станат потенцијални жаришта на COVID-19. Во Тетово и околината ќе се прават вонредни скрининзи на населението поради трендот на раст на бројот на заболени лица од COVID-19. Тестирањето ќе започне во текот на следните денови во соработка со матичните лекари, во местата за кои се смета дека можат да станат потенцијални жаришта.
Оваа одлука е донесена по вчерашниот состанок на тетовските здравствени власти со представници на Комисијата за заразни болести и Институтот за јавно здравје, врз основа на увидот во кој било констатирано дека во Тетово не се почитуваат мерките за заштита. Информираше доктор Наим Скендери од Центарот за јавно здравје Тетово. Скринингот денови веќе започне и сега чекаме исто и соработка со матичните лекари. Значи колку толку да имаме една слика и помош и од нивна страна, затоа пошто тие се во постојан контакт со пациентите и отприлика ги знаат и местата каде што тие се сомневаат дека може да не видат нови жаришта. Со нивна помош, со наша соработка ќе се земаат присеви и според тоа после ќе направиме проценка за новата ситуација што ќе ни следи во Тетово. Првично се знаат кои се местата, кого би се правеле овие скрининзи? Значи, да, има неколку така населени места што се со повеќе случаеви на COVID-19. Пример во Тетово, во градот и селата, повеќе би рекол во Речица, во Селце, после општина Боговиње со неколку села, може би последно сега и општина Теарце, ние како да речеме ново жариште со неколку случаеви во неколку села. Така ќе се направи убава проценка за да се знае поточно и поконкретно каде би се направил тестирањето, на кој место. Доктор Скендери вели дека со олабавувањето на мерките граѓаните се опуштиле, со оглед на тоа дека сега се отворени угостителските објекти и моловите, но мерките за заштита како носење маска и држење социјална дистанца мора да се почитуваат. И бројките на полицијата укажуваат на непочитување на мерките. На подрачјето на СВР Тетово од средината на овој месец изготвени се над 530 прекршочни платни налози за неносење заштитна опрема. Мора полициските службеници да ја казнуваат сите прекршители на ова заради тоа што е тоа за доброто на нивно здравје, за нивните најблиски и за спречување на заштитата на ширењето на заразата од COVID-19. Во изминатите неколку дена ние имаме константно повеќе од 400, а во текот на изминатиот ден 460 прекршочни налози за неносење на заштитна лична опрема. Со денешните 9 нови случаи на COVID-19, бројката во Тетово и околината достигна 191, од кои 20 починати лица, додека активни случаи се 69. Болницата во Гостивар од оваа недела почна со закажување преку Мој термин, а прегледите и контролите се одвиваат според препораките од Министерството и Фондот за здравство. Мерките кои се однесуваат на заштита од COVID-19 важат и понатаму. Работата на службите и одделенијата во Гостиварската болница постепено се нормализира. Изминатите 2,5 месеци болницата функционираше со рестриктивни мерки и само за итни и неодложни интервенции. Од оваа недела отворено е закажувањето преку Мој термин, а прегледите и контролите се одвиваат според препораките од Министерството и Фондот за здравство. Мерките кои се однесуваат на заштита од COVID-19 важат и понатаму. Секој пациент што влегува во болницата мора да носи маска, а се продолжува и со редовна дезинфекција на сите простории. Таква е праксата и во гинеколошко-акушерското одделение, каде се примаат трудници и родилки кои се сметаат за ранлива категорија. Во гинеколошко-акушерските одделенија работата се движи точно по протоколи, значи сите вработени задолжително треба да бидат со маски, со мантили, со скафандери, значи ракавици, апсолутно сите тие мерки кои треба да се превземат по насока на Министерството за здравство. Дезинфекција, значи на приемните кабинети, значи има средство за дезинфекција на пациенти кои немале маски такви, дури сме им раздавале маски такви, на сите родилки имат маски, имат ракавици ако е потребно, зависимо од тоа кога се прават преврски, значи први се стават маските и после се вршат сите манипулации кои се потребни. На последниот состанок на кризниот штаб во Гостивар пред неколку дена, директорот на болницата Јакуп Јакупи рече дека веќе изработуваат план за евентуален втор бран на ширење на коронавирусот. Тој повика на почитување на мерките и препораките за заштита, за да може состојбата на гостиварското подрачје да се одржи стабилна.
Од почетокот на пандемијата во регионот на Гостивар евидентирани се вкупно 22 позитивни лица. 2 смртни случаи, 16 оздравени и моментално активни болни се 4. И покрај состојбата со коронавирусот немаше никакви прекини во производствениот процес во живинарските фарми. Сите маркети се снабдени доволно и има залехи за во следниот период. Дефинитивно целата ситуација влијаеше на сите. Не можеме да кажеме дека не влијаело на никого. И во делот на прометот, и во делот на производството, секој си имаше свој дел на тежината. Во однос на пласманот на производите не сме имале воопшто проблем, чак што више можам да кажам, можеби оној период се сеќавате, можеби месец дена имавме и зголемена поборувачка на производите. Проблемот можеби беше со тоа што како што целиот регион се зафаќаше, набавката на суровините почна да биде потешко, нормално почна да се качуваат цените на светски рамки, посебно берзанските цени, транспортот беше отежнат, сето тоа влијаеше на успорување на доставата на суровини, сето тоа го поскапуваше и нормално скратувањето на работното време, полицискиот час, можноста на достава на производи нели низ државата, низ маркетите, сето тоа влијаеше на една дополнителна ангажман во смисла не само на финансиски средства, него и на човечките ресурси, во смисла на можноста на организација и доставање на време на производите. Во дни нешто очекувате? Добро, сега веќе ситуацијата се стабилизира, валјда можеби сите ние веќе се навикнавме. Добро е во целата приказна што еве угостителите, рестораните полека почнуваат да работат, сепак дел од нашите клиенти се и тој сегмент. Тие се сигурно овие 2 месеци, 2,5 месеци трпеат доста огромни штети. Нормално ние со нашите партнери ќе си приложиме како што сме се работеле во целиот период. Одредени одлуки беа стратешки на компанијата уште пред во редата состојба, да речам, одредени мерки што се заведува. Ние, како што гледате од влезот на фирмата, веќе самите во смисла на заштита на нашите вработени со цел да немаме застој на производството, си преземаме дополнителни мерки повеќе од, да речеме, од тие што беа препорачени и претходно како такви. Понатаму одлука беше една од компанијата дека цените под ниедна услов и во смисла и на штета на компанијата, дека нема да ги помрднуваме ни пред ни после во периодот, ќе си приложиме истото да го работиме и со навремена достава. Нормално кога се огледувавме целата ситуација дека одредени гранки се повеќе погодени од нашата, да речеме, гранка, исто така одлучивме дека иако постојат доста мерки што се дадени од владата, рековме дека не ни е местото таму, сепак остваруваме одредена заработка и драго ми е да кажам дека во овој период не само што не отпуштивме ни еден вработен, чак што више имавме и нови вработување, пошто одредени други фирми како што отпуштува луѓе останува па доаѓа бара работа, па меѓу нив имаше квалитетни луѓе кои што нам ни се најдоа во приказната, немаше намалување воопшто на платите, задржавме на истото. Еве, можам да кажам дека овие 2 месеца и можеби предвреме ги дававме платите, сепак сите луѓе имаат потреба од финансиски средства. Свеста на граѓаните е на крајно ниско ниво, истакна на денешната пресконференција директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски. Рече дека забележале целосно непочитување на мерките од страна на граѓаните по угостителските објекти и предупреди дека ќе следуваат казни. Затекнавме еден вид како да наместо излегување од вонредна состојба, намесно олеснување на мерките, сите оние угостители мислеа дека комплетно сме ослободени од вирусот и дека може да се однесуваат како што се однесувале и пред пандемијата која што беше од 11 март. За жал, морам да искажам едно огромно разочарување од однесувањето и на самите угостители, а и на оние кои што ги посетуваат тие угостителски објекти. Сето она кое што го увидовме на терен, а за кое најголемиот број од медиумите имате и докази, бидејќи инспекторите дел од атмосферата каде што требаше да вршат едукација на луѓето за примена на сите оние протоколи кои што беа пред се во заштита
и на угостителите, и на оние кои што ќе ги посетуваат угостителските објекти, наидувавме на едноставно понижување, едуцирајте не и напуштете го локалот. Крајно неодговорно и од страна на луѓето кои што присуствуваа во самите угостителски објекти, неодговорно и од собствениците на угостителските објекти. Верувам дека за жал на одреден број субјекти кои што не ги почитуваа во целост мерките, не само одредени точки од протоколот, туку може да се каже сите точки од протоколот, ние како државен пазарен инспекторат мораме да излеземе и од денес, повторно зборувам, совеста и свеста на нашите граѓани, посебно на угостителите затаи, и затоа од денес излегуваме секаде каде што ќе констатираме нарушување и непочитување на протоколите кои што се изречени од Комисијата за здравство и владата на Република Северна Македонија, ние ќе бидеме приморани да изречуваме казнени мерки согласно членовите 205 и 206 од уредбата која што ја донесе нашата влада. На повидок и отварање на воспитно-поправниот дом во Тетовска Волковија. Во него засега ќе бидат сместени 11 штитеници кои во моментов престојуваат во установите во Охрид. По 19 години селидба од една во друга установа штитениците на воспитно-поправниот дом во Тетово, кои се сега сместени во затворот во Охрид, во лоши и нехумани услови, ќе бидат префрлени во новиот објект на ВП домот Тетово, лоциран во атарот на село Волковија. Првите луѓе на управата попладнево извршија увид. Целиот објект е завршен, има доставено вода и струја и наскоро се очекува да биде пуштен во употреба. Може да видат дека се завршени градежните работи и се создадени европски стандарди за третман на малолетниците кои што се моментално сместени во затворот Охрид веќе 5 години. Вкупната инвестиција на овој објект е 4 милиони 100 илјади евра, со тоа што очекуваме во наредниот период преку разни проекти, како што се UNDP, УНИЦЕФ, Холандски Хелсиншки комитет и други пријатели на Република Северна Македонија, да помогнат во изнаоѓање на содржини квалитетни за справување со малолетничката деликвенција во Република Северна Македонија. ВП домот започна да се гради уште од 2014 година, но градбата се одолговлекуваше поради недоразбирање со местното население. Проблемот се надмина. Установата мора што побрзо да се пушти во употреба, затоа што тоа од нас го бараат меѓународните организации. Дури ни прети и опомена од Комисијата против тортура на Европската Унија, дури извештајот за Македонија како Република Северна Македонија како апликант за влегување во Европска Унија. Зависи нашиот успех од извештајот од Комитетот против тортура, од реформите во овој систем, а овој наш проблем беше еден во пенитенцијалниот систем на Република Северна Македонија, еден од најгорливите, најактуелните, и ние сакаме да укажеме дека брзо ќе го решиме, да превенираме, да немаме некои последици со извештаи кои што би одиле на наша штета, да промовираме дека набрзо се ќе биде решено на еден најубав начин во најубави услови. Инаку штитениците заедно со вработените во војниот конфликт во 2001 година беа обколени и збркани од стариот ВП дом во Тетово, лоциран веднаш до тетовското Арабат и Баба Теке. Сега објектот катастарски му припаѓа на исламската верска заедница, која ја доби оваа парцела со денационализација на земјиштето. Полициските службеници во Гостивар денес даруваа крв. Полицијата ја покажа својата хуманост и во услови на пандемија. Лекарите пак нагласија дека крводарувањето се спроведува според протоколи за заштита од коронавирус и е целосно безбедно. Полицијата во Гостивар и во услови на пандемија ги негува хуманите вредности. Денес во полициската станица се организираше крводарителна акција, која помина успешно со 30 собрани единици на крв. Иако поради состојбите со коронавирусот, полициските службеници периодов се многу повеќе работно ангажирани, тоа не ги спречи да даруваат крв, со цел да помогнат да се спасат човечки животи. Полициска станица Гостивар најде начин да донира својата крв, да спасат човечки животи на оние кои што е потребно. Ова е втора акцијска
Ќе продолжиме и понатака, значи годишно се организираат 3 акцијски. Така да моја порака до сите гледачи, давајте крв, спасете живот. Лекарите нагласуваат дека дарувањето на крв е безбедно и се спроведува според утврдени протоколи за заштита. Денес во Гостивар се спроведува една крводарителна акција. Колку е безбедно крводарувањето во услови какви што се во пандемија? 100% е безбедно дарувањето на крв, затоа што ние работиме со кеси кои што се за еднократна употреба. Сите простории кои што работиме претходно ги дезинфицираме, работиме со заштитни маски, ракавици и слично. Сите крводарители кои што имаат желба да изразат својата хуманост, им доделуваме маски доколку немаат. За крводарителите не е задолжителен тест за COVID-19. Пред да даруваат, пополнуваат евидентен лист, а кај оние кои имале контакт со заболен или развиле симптоми, дарувањето се одложува. Ние до сега работиме на таков принцип да не бараме COVID тест пред самиот чин на крводарување, од аспект затоа што тоа чини доста и комплициран е самиот процес на добивање на таков тест. Меѓутоа бараме да се свесни и тие кои што се сомневаат во некаков контакт со некој кој можеби бил претходно заразен да избегаваат да се јавуваат на акции, доколку се чувствуваат здрави, нема никакви симптоми, се добре дојдени. Денешната крводарителна акција во полициската станица во Гостивар се спроведе во соработка со општинската организација на Црвениот крст. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, нови решенија за изолација од Државен санитарен и здравствен инспекторат изготвени им се на 20 лица, 18 во Тетово и 2 во Гостивар, додека вкупно биле контролирани 237 лица со вакви решенија, 206 во Тетово и 31 во Гостивар. Во изминатото деноноќие исто така изјави за самоизолација подпишале вкупно 10 лица, 5 во Тетово и 5 во Гостивар, а контролирани биле 30 лица со подпишани изјави за самоизолација, 20 во Тетово и 10 во Гостивар. Во овој период за неносење заштитни маски на вкупно 75 физички лица, 40 во Тетово и 35 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози. Ноќеска околу 3 часот и 15 минути, додека вршеле службени дејствија на магистралниот пат Гостивар-Кичево, полициски службеници од одделението за внатрешни работи Гостивар запреле патничко моторно возило Volkswagen Golf со косовски регистарски ознаки, што го управувал 28 годишник од Гостиварска Лакавица, а во кое како со патници се наоѓале 31 годишник од истото село и 36 годишник од Тетовско Долно Палчиште. По извршената контрола, возилото се оддалечило и по кусо време се вратило назад, пошто возачот се обидел со предниот дел да удри еден полициски службеник, додека другиот сопатник се обидел физички да ги нападне. Тие се лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 10 часот, 46 годишник од Гостивар пријавил дека околу 8 часот и 30 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар физички бил нападнат од 59 годишен гостиварец. На нападот му претходела нивна меѓусебна расправија околу мобилен телефон. 59 годишникот е приведен и задржан во полициската станица Гостивар и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Фудбалерите на Ренова започнаа со тренинзи. Во првата фаза ќе се тренира индивидуално и во групи, како што предвидува протоколот за тренинг. Фудбалскиот клуб Ренова започна со тренинзи пред најавеното продолжение на првата македонска фудбалска лига. Тренинзите се одвиваат според протоколот за тренинг, кој во првата фаза предвидува индивидуални тренинзи и тренинзи во помали групи. Според шефот на стручниот штаб на Ренова Бујар Ислами, ќе биде многу тешко да се подготват играчите во овие услови. Максимално сакаме да го почитуваме овој протокол, значи нормално е интерес на сите. Кај што, али малку има потешкотија, мора да кажеме, значи дека не е исто да се тренира на групи и да се тренира колективно, па има и ситуации кај што некои работи мора да ги направиме индивидуално, значи неколку дена, значи чекаме одговор од
кога ќе можемо да тренираме колективно. Сега полека модифицираме на тренажниот процес, значи не е исто да импровизираш, да модифицираш и да работиш како што треба. Значи потешко е да се спреми екипата, се знае имаме краток период за да се спремиме и мислам дека нема да бидат доволни овие денови што ги имаме за почеток на првенство, али мора да се снаоѓаме. Тренерот на Ренова смета дека приносењето на одлуката за продолжување требало да се земе во предвид и здравјето на играчите, но и на сите вклучени во фудбалот, со оглед на тоа дека за време на надпреварите не е можно држење на дистанца. По мене требаше ова првенство да се прекине. Да се прекине и ќе беше најдобро решение. Не дека ние бевме една ситуација кај што ни одговараше, али прво треба да се мисли човечки, прво да се мисли на значи за здравјето на сите луѓе у фудбалот и тие околу фудбалот. Требаше, зашто не е некоја ситуација што ние сакавме да тоа се деси и тога мора сите треба ова максимално да го почитуваме за да се врати у нормала. Фудбалот е таква работа кај што не може да се контролира у еден надпревар дистанца, нема шанси да се држи. Значи не е интересен фудбалот и не е фудбалот, значи фудбал ако се мора да и у тренинзи и у надпревар нема шанси ти да правиш дистанца. Според одлуката на Комисијата за надпреварување при Фудбалската федерација на Македонија, првенството во првата лига треба да продолжи кон средината на месец јуни. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!